30-22 во првиот надпревар славевме можеби помалку и неочекувано висока победа. Не беше лесно сигурно на терен. Како ти го коментираш овој надпревар? Па да, доста тежок надпревар. Очекувавме ваков надпревар. Романија е квалитетна селекција со искусен селектор. Знаевме дека и они ќе играат доста тактички. Мечот беше, ние имавме водство во текот на целиот меч, но на крајот можам да кажам дека треба да бидеме сите задоволни со оваа разлика. 8, мислам дека во последните 10 минути одигравме многу паметно и стрпливо во нападот, исто и во одбраната. И мислам дека тие беа клучни решавачки за оној конечен резултат од 8 разлика. Така, првиот дел примивме неколку наивни голови, да кажеме, имавме некои дупки во одбраната. Да. Во второ полувреме само 8 голови. Дали можеби одбраната беше клучниот дел според тебе за вака високиот триумф? Да, секој дека одбраната имавме одговори за нивната и 7-6 одбрана. Знаевме дека ќе играат и 7-6, па потоа они сменија пак 6-6 зашто видеа дека не оди. Така да, како што кажав, бевме спремни и тоа го покажавме на терен со само тие 8 постигнати нивни голови. Играше долго време во Романија, си играл во Букурешт во салата на Динамо. Претпоставам дека таму ќе има фанови, нели дозволено на трибини да има во Романија навивачи. Што очекуваме од реваншот? Имаат ли тие некој џокер да на изненадат со нешто во сабота? Па добро, релативно веќе за брзо време е реваншот во сабота, немаме многу време и они и ние. Па мислам нема тука веќе што да се кријат адути, мислам дека покажа и они и ние со што располагаме, така да сега ќе биде повеќе на тактичко гледање, видео анализи, како се одиграл надпреварот и мислам дека повеќе на тоа ќе се основнат и они и ние. Така да мислам дека ќе извлечеме таму поволен резултат. 5 може ќе беше малку, 10 многу, оптимално е ова 8 за Чешка. Одлично. Фала ти.